како што знаете, веднаш по Ја сакам Македонија, утринскиот блок продолжува, овој пат со мојата драга гостинка, популарната пејачка Лара Иванова, со која што како и секогаш промовираме нешто ново, актуелно, овој пат музичко парче со видеозапис Вкус на неморал, зборуваме за нејзиниот стил и начин на живот, следните настапи и планови, дуети, сето она што го подготвува во моментов и ќе се навратиме нормално и на претходните настапи и песни. За сите детали во продолжение лично од Лара. Добро утро и добре дојде. Добро утро, фала ти многу на поканата и баш ми е мило што еве денеска сум токму тука со тебе и дека ќе си направиме еден прекрасен муабет. И мене ми е драго што е тоа така. Пред да го направиме муабетот, имаме игра од 60 секунди, односно една минута, така што ќе го видиме тајмерот и ќе започнеме со некои прашања, ќе видиме колку ќе одговориме за тие 60 секунди. Да не си пејачка, кариера како балерина или актерка? Како балерина. Дали би снимила дует со странски пејач или странска пејачка? Странска пејачка. Концерт на отворено или во затворен простор? Мислам дека во затворен. Да. Дома уживаш во гласна музика или во тишина? Во гласна музика. Дали попрво би излегла во диско или кафеана? Во диско. Гледање филмови или читање книги? Гледање филмови. Вежбање јога или во теретана? Јога. Одмор на планина или на море? Ајде на море нека биде. Тетовирање или фарбање коса? Фарбање коса. Рано станување или спиење до доцна? Рано станување. Голем круг пријатели или мал број блиски луѓе? Мал. Лесно простуваш или држиш жлутина? Лесно простувам. Супер, ете сите успеавме да ги одговориме токму кога завршува и истекува времето. Кажа, би снимила дует со пејачка, па имаш ли некоја на ум странска пејачка? Кога би можела да бираш? Па прво би почнала од Балканот, Сенида ми е многу интересна, ја слушам приватно и баш онака ми има еден интересен карактер и на сцена и она самата ми е многу интересна, музиката мислам дека добро би ни се поклопила. Баш одбрав пејачка затоа што мислам дека тука кај нас во Македонија има помалце женски дуети, па сакам да направам дефинитивно и тука женска соработка, а дај Боже некогаш доколку ми се пружи шанса и со балкански изведувач или странски, така да. Со машки изведувачи имаш веќе. Да. Тоа не значи дека нема да се случуваат уште машки дуети, меѓутоа ми фали некој женски дует. Да, така, спомна и гласна музика. Што е тоа што го слушаш дома, гласно? И нели ти пречи понекогаш, бидејќи си навикната, нели цело време е музика и настапи, кога се случува да е сето тоа прегласно, затоа ми беше интересно да споделиш. Па да, види во глобала, јас постојано слушам музика, сакам да слушам музика. Порано, кога излегував од дома не сакав, пример, ниту слушалки понесував, нити ништо, меѓутоа сега, последниве години, некако тешко ми е да искочам од дома без слушалки, поготово ако треба, јас сакам многу и да пешачам и ако треба негдека да одам, си планирам време и си викам че ќе се слушам музика по пат, тоа некогаш се и мои демоа кои што не се издадени и мислам дека најубаво ги анализираш така кога си сам со себе, дали дома, пример некогаш гласно ги пуштам и со моите заедно дома, мислам се радуваме на нова музика, така да или мои демоа се тоа или некоја песна во моментот што ми се врти во глава, што ми е хит, така да секогаш имам музика и не ми здосадува, без разлика што се занимавам со музика и можеби некогаш би ми дошло премногу од музика. Да, своји песните, лични или авторски, кога ги слушаш, какво е чувството? Дома, пред домашните, дали некогаш постои уште доза на трема, на срам или сето тоа е поминато со текот на годините и навикната си и својот глас кога ќе го чуеш? Па навикната сум. Мислам дека на почеток ми беше чудно да се слушам. Зборам првите неколку песни кога ги работев, чудно ми беше како леле чека, уствари јас го пеам, знаеш, малце дур да се навикнеш на чувството е чудно, меѓутоа со тек на време тоа е поубаво чувство, мислам, не можам да опишам во мојот живот, затоа што тоа ми е најголема љубов. И некако јас и по тоа се водам, знаеш, мора да ми е убаво кога ги слушам моите песни, затоа што така знам дека би можеле и другите да ги слушаат. Доколку јас се срамам од моите песни, не знам
не знам дали би можеле и другите да ги слушаат, така да пред се кога вадам песна, морам да сум сигурна дека би можела јас самата да ја слушам. Да, ти не достига понекогаш и балетот, глумата, сето тоа е твој фак, знаеме дека и на тие полиња имаш работено, имаш искуство. Балетот е се уште во мојот живот затоа што студирам балетска педагогија и имаме предавања каде што треба и практично да така, значи има пракса. Да, има пракса, мора вежбите да ги правиме, сепак мора да знаеме на наше тело да ги искусиме грешките за да знаеме после тоа како еден педагог како треба уствари точно да го пренесеш на некого знаењето и да воочиш кај деца пример што е прво грешката за да можат понатаму правилно да ги прават движењата, така да балетот е се уште во мојот живот и не ми фали. Можеби ми фали некогаш повторно на сцена да сум со балетот, тој момент да. Меѓутоа би рекла дека повеќе ми фали глумата затоа што веќе неколку години се немам појавено во тоа светло. Меѓутоа ето не знам, животот е пред мене, можеби повторно ќе имам некоја прилика и да се навратам на глумата. Да, штом си отворена за тоа, нели, зашто во вистинско време може да дојде некоја вистинска улога. Спомнавме на почеток она што е актуелно и што периодов се врти по нашите медиуми, по радијата, по социјалните мрежи новата песна. Па ќе ми раскажеш ето од прва рака повеќе околу текстот, музиката и како настана токму оваа песна со видеозапис. Да, како што може да привети јавноста, сега почнав да работам со доста млади автори, како и претходно што работев на Доминантен, мојата песна за Макфест, работев заедно со Андреј Николов, Андреј Ник, Андреј Попо за текст, и исто така Робин Зимбаков, кој што со него соработувам веќе сите овие години и навистина тој секогаш ќе биде дел од мојот тим затоа што стварно имаме кликнато, имаме една енергија која што гледаме дека добро се поклопува и некако имаме добри резултати. Така да сега ми е мило само што вклучувам и нови млади деца во тој целиот креативен процес, конкретно за Вкусна неморал, текстот е целосно на Андреј Поповски, Попо, ние така си го викаме. Па и така се представува пред јавноста и некако мило ми е што сум меѓу првите што соработува со него затоа што мислам дека има голем капацитет да направи стварно мислам да направи стварно едно големо име од самиот себе, така да се надевам дека и понатаму ќе има и своји лични успеси затоа што и тој самиот прави музика, меѓутоа се надевам дека и преку текстовите ќе биде се повидлив. Андреј Ник мислам дека веќе многу го знаат, за кратко време стана многу успешен, многу големи имиња почна со него да работа, така да музиката е заедничка, аранжманот е негов, исто така Димитар Николов, неговиот брат, работеа заедно на продукцијата и така се случи Вкусна неморал. Тоа беше во ист период кога ја правевме и Доминантен, пробувавме да направиме некој интересен, брз звук, нешто што повторно би рекол тука го нема на нашите простори, секогаш пробувам да направам нешто различно и да видам на луѓето што најмногу ќе им се допадне. Сакам да експериментирам, така да и понатаму останува тој тим, работам на многу нови проекти заедно со нив и се надевам дека ќе им се допаѓаат. А како се пронаоѓаат тие нови млади автори со кои што почнуваш да соработуваш, кои што можеби не биле познати од претходно, дали тие ти нудат песни или ти се запознаваш преку кругот на музичарите? Интересно е, конкретно со Андреј се запознавме преку Young Daddy, затоа што мислам тие кругови се гледаме на настани, негде кај низ град ќе се видиме и нормално имаме муабет затоа што сме си колеги, сакаме да соработуваме и баш паднавме на муабет како сакаш да дојдеш во студио, јас работам со Андреј, мене тогаш ми беше он познат затоа што работеше со Дади и викам да, зашто да не, нормално ќе отидеме, ние често се собираме така и да не искочи некоја песна вака во етер, ние имаме многу песни во филка кои што
постојано се работат и дај Боже некогаш ќе ги извадиме. Така се поклопивме, отидов во студио, се запознавме со Андре и видов дека има голема љубов кон музиката, дека стварно работи, а и што е најбитно е навистина добар во тоа. Така да ни се поклопи енергијата и реков зашто да не треба да се даде шанса на млади автори и така се поклопи целата енергија. Но тоа не значи дека нормално ќе имам песни и со автори кои што се веќе докажани, со кои што веќе имам соработки, така да останува соработката и со нив, меѓутоа секогаш сум отворена и за млади деца кои што сакаат да работат, така да нормално некогаш они ми предлагаат демо, некогаш јас самата ги барам, зависи од моментот. Да, кога сме на оваа тема, предлагам и да го погледнеме видеозаписот, да ужива и публиката во Вкус на неморал, најновото од Лара. Вкус на неморал, верувам дека ви се допадна ова музичка numera со спотот на Лара, нешто најново од неа за што зборуваме во моментов. Кажи ми, бидејќи ги спомнавме и оние претходни песни, години кога си почнувала, каква разлика забележуваш од тогаш до сега? Ние како публика гледаме и некој напредок, созревање, промена во стил, во жанр. Како ти го доживуваш? Би рекла, сега сум малце по-смела. Општо во секој поглед, мислам и во спотовите, имиџот, како се представува, мислам дека тоа ми фалеше, меѓутоа со тек на годините тоа само си доаѓа, затоа што на 15 години кога почнав, уште сум мало девојче и треба да се представам најчисто, што би рекла, што може. Затоа и почнав со балади и баш онака песни кои што ќе ме стават на една позиција да луѓето мислат дека стварно сум сериозен артист и тоа стварно го мислам.
Така да сега мислам дека можам повеќе да експериментирам, да некако да го видите целиот хал, што би рекла, мислам буквално и оваа песна кога ја правевме Вкусна не морал, баш онака звучи многу интересно, многу динамично и сакав да представам некој хаос, нешто различно, да извадам некој карактер кој што го нема до сега видено, така да би рекла тоа, дека повеќе се гледа сега смелоста и мислам дека со тек на годините се повеќе и повеќе тоа ќе се докажува. Да, и ова е брза песна, динамично ја слушаме и по радијата, веќе станува хит. Сега нели ете повеќе и телевизиски, по социјалните мрежи, какви коментари досега ти најмногу добиваш за неа, дали од колегите, дали од публиката? Нормално кога ќе извадиме песна меѓу колегите нормално се поддржуваме, тоа секогаш е така беше и за оваа песна. Тоа што ме изненади овој пат е дека на пример луѓе кои што никогаш ништо ми немаат напишано, пример за ни една песна, не знам, пример ме следат, меѓутоа не знам конкретно која е причината за тоа и сега кога ја извади Вкусна не морал, прв пат во живот, пример ми пиша: "Леле, песната е супер, се надам дека ќе продолжиш во тој правец." И тоа ми кажува нешто дека сум допрела до некои луѓе кои што до сега, како да кажам, можеби сакале да напишат, меѓутоа еве со оваа песна се охрабриле да ми честитаат и да ми посакаат среќи и понатаму. Така да благодарна сум многу на тоа и баш ми е мило што ете, како да кажам, се шири публиката. И со секоја песна е тоа така. Секоја песна си ја наоѓа публиката и да ја нема најдено сега, мислам дека со тек на годините ќе си ја најде публиката. Така да многу нови фанови, што би се рекло, мислам дека добив токму од оваа песна. Особено што ете експериментираш, како што каже, и самата сакаш различни жанрови, стилови да вметнуваш и сигурно со тоа ќе допреш и до различна група, нели, таргет на публика. Во однос на препознавањето, колку сега ја чувствуваш популарноста кога веќе неколку години помина и си се по-препознатлива, ти приоѓаат ли луѓе, се сликаат ли со тебе, се додворуваат ли обожаватели? Да, има од се по нешто. Ми се допаѓа тоа што се е во граници на нормала. Не сум имала некоја лоша ситуација сега и да е Боже тоа така да остане. Сакам да им покажам на луѓето дека јас сум многу слободна и слободно можат да се приближат и да ме запознаат. Мислам, стварно сум многу вака пријатна за разговор, барем така ме доживуваат луѓе околу мене и сакам кога ме приоѓаат луѓе. Тоа ми е многу интересно. Ќе останам ако треба цел саат ќе правиме муавет, така да ме препознаваат. Нормално има и луѓе кои што се срамат да придат, можеби ќе те препознаат, меѓутоа не им е целта да стигнат до тебе. Има од се по нешто. Сега за сега искрено ми е доста добро што можам да искочам и вака без некој да ми приоѓа, затоа што нормално знаеме кога некој има преголема слава дека никогаш не може ни од дома да искочи, ни до продавница да отиде. Немам такви проблеми. Па и можеби и добро е тоа. Да, меѓутоа не знам, ќе видам како ќе биде со тек на годините. Да, луѓе ме препознаваат, секоја година се повеќе и повеќе, нормално доколку работиш, некако си ја градиш таа фан база. Така да нормално е да те препознаваат, меѓутоа јас сакам да дојдат луѓе и да збориме и да се запознаеме. Баш вчера имав случка, бев искочена и две девојчиња си шепка, случајно слушнав дека едната ми го спомна името, викам да, јас сум здраво, мило ми е, знаеш, јас им придов, пошто некогаш и они се срамат. Така да кој да сака да ми приде, отворена сум за разговор. Да, тоа приватно значи дека си екстровертна или интровертна, бидејќи кажа и мал број пријатели. Да, не знам, некако како се доживуваш ти? Зависи од денот, не знам, зависи од моментот. Мислам дека сум екстровертна, понекогаш знам и јас да сум срамежлива, некогаш знам да бидам баш онака интроверт, ама мислам дека во глобала сум екстровертна личност, поготоа вака за разговор, сакам дружење, сакам луѓе, меѓутоа кога се работи за блиски пријатели, сакам мал да кругот. Да. Дали во тој круг на пријатели има јавни личности? Дали сакаш да се дружиш повеќе со пејачи, музичари, со оние кои што ја работат твојата професија и се разбирате меѓусебно повеќе? Да, имам доста пријатели вака
Мислам, поготово со тимот кој што работам, сите што ги спомнав до сега, тие ми се покрај работници и многу добри пријатели, многу блиски луѓе. Исто така театрекоска ќе ја спомнам, со неа сме исто така доста блиски, знаеме вака приватно и да си искочиме и да си збориме на различни теми, така да има доста луѓе кои што би ги издвоила вака како блиски. Со Дади знаеме исто затоа што повторно истите кругови се, така да имам пријатели од јавноста, меѓутоа тие што се онака стварно блиски не се поврзани со музика, тоа ми се пријатели кои што биле од моите почетоци со мене и мислам дека никогаш нив не би ги заборавила и до крај на живот би можела со нив да се дружам. А имало ли такви кои што те напуштиле во процесот на градење кариера, дали од љубомора, дали од завист, дали едноставно не можеле да се носат со сето тоа што го носи твојата јавна работа? Сум имала некои и такви искуства, не биле премногу. Во глобала сакам да сум во добри односи со сите, никогаш не сум завршила на лош однос, меѓутоа да, има луѓе кои што се повлекле, да кажам. Не сме толку блиски како што сме биле некогаш. Да, а во однос на колегијалноста помеѓу музичарите, дали секогаш постои таа искрена поддршка или понекогаш и конкуренцијата знае да направи поинаква комуникација, да некој се повлече или да некој каже некој коментар, бидејќи можеби другиот е поуспешен од него. Се случуваат ли такви? Да, се случуваат. Има секакви ситуации. Има луѓе кои што навистина те поддржуваат и ти посакуваат да успееш, меѓутоа има и такви кои што ќе те поддржат, но знаеш дека не е искрено. И тоа е нормално. Не може сите да се согласуваме, не може сите да се сакаме, меѓутоа дури некогаш и таа фейк поддршка е добра. Мислам, нормална е. Јас дури некогаш нешто и да не ми се свија премногу, со некого и да не сум во најдобри односи, да кажам, пак би споделила, би поддржала, чисто затоа што сепак сме во иста бранша и зошто да не успее и тој или и таа. Да, а исцрпува некогаш јавната работа и комуникацијата со многу луѓе на секојдневно ниво? Па, јавната професија е како сите други професии, мислам си имаме уврски кои што треба да ги извршуваме, иако некогаш и ние самите представуваме дека е многу лесно, дека се е прекрасно, многу ствари во позадина не ги прикажуваме во јавност, што мислам дека и така треба да биде. Ние работиме музика и музиката е тоа што луѓето треба да го слушаат, така да нормално си носи сете жина, многу голема одговорност имаме за сите работи, некако поготово затоа што еве се појавуваме во јавност, треба да пазиш на буквално секој збор. Така да има тешки моменти, поготово и кога приватно имаме некои проблеми, а треба да искочиме пред камера, треба да отидеме на настап, треба да отидеме во студио, да снимиме тоа што не чека, затоа што стварно некогаш и ние самите си поставуваме некои рокови кои што мора да го извршиме нештото до одреден рок. Така да секоја работа си има одговорност, секоја работа си носи своја тежина, но и многу убави моменти. Така да мислам дека доколку имаш љубов кон работата, нема да имаш проблем со било што. Да, особено ако си професионалец и носиш некоја одговорност кон публиката. Дисциплината имаш, тоа е најбитно. Да, тоа е и совет твој, може да се каже тоа некои што почнуваат со оваа работа? Да, дефинитивно дисциплината и напорната работа мислам дека е најбитно, нормално и талентот, доколку се работи за некоја професија како пеење и било што во уметноста, би рекла дека многу голем удел има талентот, меѓутоа и дисциплината и напорната работа. Доколку напорно работиш, не може да останеш неприметен. Да, ти знаеме дека напорно работиш по сето ова што го објавуваш, но кажа дека ќе имаш и некои песни што допрева треба да ги објавиш, односно чекаат во фиока. Да. Па ќе ги видиме ли наскоро и тие од фиока? Да, многу наскоро. Моментално се припремам, треба да снимам 2 спотови. Едната песна е соло, едната е дует. Нема премногу да откривам. Единствено ќе кажам дека и двете песни ми се многу драги, многу верувам во двете песни. Се надевам дека ќе допрат до публиката и дека ќе бидат слушани. Да, наскоро ќе слушнеме уште еден дует при крај на
разговорот со Вански, галерија ќе слушнеме, но прето имаме уште една кратка игра Вански не го спомнав, поздрави до него, пошто со него сме доста блиски, да. Да, со Вански знам, со Пајак, со Да, Јосиф, доста дуети имаш, веќе си препознатлива по тоа, така што ќе видиме ети некој нов дует од тебе, а временска машина е последната игра, односно ако можеш, ако се сетиш да ни раскажеш некоја анегдота од почетоците на кариерата наваму, односно едно враќање низ времето да направиш. Ако се сетиш на интересна, комична ситуација. Чекај да размислам сега. Знаеш, вака многу тешко кога ќе пробам да се сетам на нешто, а сигурно има многу моменти. Некоја анегдота. Може би со соработниците, со колегите или некоја незгодна настап. Па незгоден настап се случило многу пати. Мислам дека на сите им се случило и да заборават текст. Ми се случило и на моја песна, што е многу смешно. Мислам, толку да се внесеш во моментот, а стварно, мислам, ова беше многу... Ја пеев Душа, балада, и сега јас се внесувам целосно во песната, а бев со бенд, бев со придружен вокал и почнуваме да пееме и сега почнува строфата и ја почнувам друго да пеам, таа почнува друго да пееме и тоа моја беше грешка. И смешно испадна затоа што јас целосно бев внесена со емоција, со се, меѓутоа го згрешив текстот и после се навратив. Така да интересни се во таа ситуација си викам леле што направи, што се случи, меѓутоа сега кога ќе се вратам наназад имало многу такви моменти и мислам дека се дури и симпатични. И на секого му се случуваат. Така да тоа е дефинитивно нешто интересно. Имало интересни интеракции со фанови, многу, мислам, поготово пошто некако поготово заради Бела имаме многу деца фанови и тие се, значи, најсмешни, не знам како да кажам, тие се најискрени фанови и со нив секогаш ми е, значи, секакви карактери, темпераментни деца и мирни, па некој ќе плаче, па некој секогаш е преинтересно и се радувам на такви моменти, така да со фанови секогаш има некои интересни ситуации. Да, верувам, ете, драго ми е што и децата, нели, како што знаеме и те сакаат и уживаш во оние искрени реакции, таа популарност се гледа дека ти годи. А за самиот крај имаме подарок од Нера кафе, од нашите пријатели Бимилк. Фала ти многу. Повели, верувам дека пиеш и сакаш кафења, различни вкусови, има ајс кафе, стронг, макијато, капучино, бадемово, така што тие вкусови се погодени, мислам, за секого да може нешто да си одбере. Ти благодарам за ова гостување, па да се видиме повторно за нешто ново и убаво, како и секогаш од тебе. Ти благодарам и на тебе многу и секако ќе се видиме за скоро, затоа што има проекти, се работат. Да, како и секогаш ти си една од најангажираните пејачки кај нас, а вие ќе уживате за самиот крај во уште една песна од Лара Ивански, Галерија. Од мене довидување, се гледаме утре во 10 часот повторно на Сител телевизија.